Нашиот основен принцип при ревизијата на наставните планови и програми беше со помалку да постигнеме повеќе. Го воведовме, тој е основен принцип со кој настапуваме, наспроти она поранешното така наречен принцип на натрупување, со други зборови при констатирани слабости во знаењата на учениците, намалени компетенции од одреден предмет, прва реакција беше да се зголема часовите по тој предмет или евентуално да се воведуваат нови програми, кои на старите се трупава и додевме во ситуација кога имаме претрупани наставни планови и програми. Ние појдовме од обратната премиса да идеме во длабочина наместо во ширина. Со тоа особен акцент да ставиме на периодот од прво до трето оделение, каде што секое дете, значи не зборам поединци, туку секое дете ќе ги стекне фундаменталните знаења за да може успешно да напредува понатаму низ образовниот процес. Во тој контекст за учениците од прво до пето оделение, од трето оделение се извинувам, предвидени се часови за инструкција, меѓутоа зголемени се одморите. Принципот на игра ни е многу значаен во овој период. Станува збор за деца од 5,8 до 6 години, кои всушност најголем дел од нив, околу 70% и нешто, доаѓа директно од семејствата во училиштето и сакаме тој премин, таа транзиција од семејството или предучилишните установи во училишно образование да го направиме што е можно побезболно за нив. Наместо да ги бомбардираме со голем број предмети и голем материјал кој треба да го конзумираат во тој период, ние го разлабавивме тој дел, ги сведовме на нормално ниво програмите, водејќи сметка при тоа за психофизичките можности на тие деца. Во таа смисла може да се каже дека што е она што е ново. Еден наставен час ќе трае 55 минути. Зошто е тоа така? Затоа што ја задржуваме до сегашната форма од 40 минути за час. Меѓутоа, секој час е следен со 15 минути одмор. Затоа и велиме 55 минути трае, но наставникот е слободен тој одмор да го даде тогаш кога тој смета дека е потребно. Препорачуваме најмалку еден од одморите да се случува надвор од училницата. Едноставно сакавме децата од тој затворен простор, на седење, да ги трнеме надвор. Истражувањата покажава дека долго време на седење во училница ги едноставно создава агресија кај децата. И се почесто ние се соочуваме со така речени хиперактивни деца. А што очекуваме од децата кога треба 5 сата да седат во училница? Затоа и ги зголемивме времињата за одмор со препорака што е можно повеќе да бидат надвор од училница. Учениците од прво оделение до трето не смеат да имаат повеќе од 4 часа дневно. Во прво оделение, физичкото и здравственото образование се воведува во тој период, а понатаму ќе се иде со спорт. Досегашните предмети природни науки и општество се интегрирани во предмет светот околу нас. Досегашните предмети ликовно образование и музичко образование се интегрираат во еден предмет наречен уметност. Новина е што на часовите по физичко и здравствено образование се воведува тандем. Со други збори, покрај оделенскиот наставник се воведува и стручно лице по физичко образование, кое заедно со наставникот ги реализира предвидените цели. За учениците кои добро напредуваат, за талентираните ученици предвидена е служба за поддршка и за учениците кои послабо напредуваат. Интенцијата на овие промени е да се направи разликата меѓу најдобрите и најслабите ученици да се намали што е можно повеќе. Динамиката на напредување на учениците е базирана во голема мерка на персонално ниво,
Со други зборови, пристапот на наставникот, така како што е направена програмата, му возможува сам да одлучува кои цели во кое време ќе ги реализира, наместо досегашната практика на однапред планирани термини за однапред дефинирани содржини. Клучниот момент на ревизијата на овие наставни планови и програми е што тие се целно поставени. Наставникот во тој случај се ориентира која цел ќе треба да ја реализира со учениците или кои цели, преку кои активности и сето тоа какви резултати од учење ќе продуцира. Во тој случај, учебниците, помошните материјали стануваат потполно равноправни. Учебникот го губи статусот на монопол, според кој ќе се ориентираат наставниците, туку се воведуваат повеќе извори за учење. Тоа е она што очекуваме да резултира, прво, со поголема слобода на наставниците, да резултира со полабав пристап визави учениците, затоа што основната намера ни е, особено во првите 3 оделенија, особено во првото оделение, да развиеме љубов на детето кон училиштето, наместо фрустрации, наместо прифаќање на таа средина како нешто тешко, нешто што треба да се допорва совладува. Се надеваме дека со ваквиот пристап ќе му возможиме на децата блага транзиција во училишниот живот. Затоа што ако тука ја сгрешиме работата во првите 3 оделенија, тогаш имаме проблем со напредувањето на секој ученик. Ако тука не е сватено добро како треба да се работи, како да се учи, тогаш имаме сериозен проблем. Намерата ни е да особен акцент ставиме на развој на креативноста, особено на развој на љубопитноста на децата. Друга новина покрај ова е што интеркултурниот контекст на реалноста во која живееме е инкорпориран во секој предмет. Граѓанските вредности се инкорпорирани во секој предмет. Животните вештини се инкорпорирани во секој предмет кој треба да го учат. Ваквиот програм, базиран на резултати од учење, точно му покажува на наставникот за на кои начини на проверка на учениците треба да ги практикува. Намерата ни е да ја редуцираме колку што е можно повеќе употребата на тестови на знаење, а да го форсираме проверувањето на учениците на комплексно ниво. Значи не само кои знаења ги стекнале, туку и какви вештини научиле, какви ставови, какви вредности усвоиле. Се надеваме дека ваквиот пристап ќе резултира со она што сега често знаеме да го кажеме училиште прилагодено на детето, меѓутоа и учење прилагодено на реалниот живот и стиловите на децата кои учат. Мислам дека сме на добар пат. Препораките што ги даваме се доста едноставни. Оделенската настава, доколку е можно во училиштата да биде изолирана во посебни депенданси во училиштата, таму каде што е можно, таму каде што не е можно да се интервенира, да евентуално да се создадат услови за сето тоа. Очекуваме дека, давајќи слобода повеќе, ќе добиеме поквалитетно образование. Писмените подготовки или оперативните програми што ги правеа наставниците за секој ден се исфрлаат. Меѓутоа се задржуваат годишните, неделните, тематските планирања. Наставникот во дадениот случај ќе планира кои цели и кога да ги реализира. Наставникот ќе биде свртен повеќе кон тоа што треба да предизвика кај децата, отколку која лекција од учебникот да ја реализира. Воспоставуваме поддиректен контакт на наставникот со секој ученик. Предвидено е и редуцирање на бројот на ученици во паралелката,